Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Како докторите да знаат дали некоја коска на рацете или нозете е скршена? Какви радиодиагностички процедури треба да се применат за да се постави диагноза? Рентгенската снимка дали секогаш овозможува точна диагноза? Во кој случај е потребно да се примени магнетна резонанс или пак компјутерска томографија? На оваа тема денеска разговараме со доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, а ќе имате можност да поставувате прашања на нашата страница на Facebook. Останете на Телма. За радиодиагностиката при диагностицирањето на скршениците на екстремитетите денеска разговараме со доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата во вашата емисија. Докторке, фрактурите на коските на екстремитетите воопшто не се ретки. Дали скршениците се јавуваат секогаш како последица на некаков удар или пак пат? Па вака, генерално кажано, трауматските повреди на локомоторниот апарат настануваат како резултат на делување на дворешна механичка сила која ја надминува природната еластичност и отпорност на коската. Бидејќи коската знаеме дека представува најцврста структура во организмот на човекот, која содржи најмалку органски материи и вода, а највеќе минерални материи, таа најсилно се спротивставува на силата на ударот и представува место каде што најчесто настануваат тие трауматски повреди. Во таа смисла, скршеницата или фрактурата латински кажано, представува механичка повреда која се карактеризира со прекин на континуитетот на коскеното ткиво, но и со повреда на околните меки структури. Во смисла на причините заради кои настануваат фрактурите можеме да ги поделиме на трауматски фрактури, значи тоа се фрактури кои настануваат на претходно здрава коска. Значи коската претходно не е оштетена и настануваат со механизам на например компресија, ротација, свиткување или пак комбинација на сите овие механизми. Понатаму патолошки или спонтани фрактури, тие настануваат на места каде што коската е претходно оштетена. Таа може да биде оштетена од повеќе процеси. Например, кај малигните заболувања на коската, малигни неоплазми, бенигни цистични промени, понатаму секундарни депозити или секундарни метастатски лезии кои ќе оштетат коската во смисла на остеолизи, се места значи каде што коската и со мала траума, значи мала механичка дразба може да биде оштетена, односно да настане фрактура. И како посебен ентитет може да ги издвоиме остеопоротичните фрактури кои настануваат како резултат на претходно остеопоротично изменета коска. Таа коска е пофрагилна, значи послаба и микротрауми, значи не многу големи трауми, може да доведат до скршеници. Предилекциони места за настанување на остеопоротичните фрактури обично се пршленските тела во смисла на компресивни фрактури и вратот на бутната коска. Значи остеопоротичните коски се многу покршливи во споредба со здравата коска. Така, затоа што тие се деминерализирани, значи присуството на калциум во коската е намалено, така да тие се многу послаби, пофрагилни и многу полесно се кршат. Карактеристично за тие фрактури е што може долго време да бидат незабележани, бидејќи не ги даваат тие класични карактеристични симптоми кои се јавуваат кога имаме трауматска механичка дразба, кога веќе на здрава коска, така. Сега коската може да биде напукната или може да биде скршена. Дали под фрактура се подразбира секое оштетување на коската? Дури иако е малку напукната, но и доколку е искршена на повеќе делови. Така, значи во принцип кога имаме прекин на континуитетот на коскеното ткиво, дали се работи за потполн прекин, кога велиме дека настанала фрактура, или за непотполн и комплетен прекин, тоа значи го нарекуваме фисура. Значи коската не е комплетно по нејзината должина прекината. Така да постојат потполни и непотполни фрактури.
По механизмот на настанување на фрактурите, тие може да настанат како резултат на директен удар или како резултат на пад, значи на поголема површина или на помала површина. Доколку настанат како резултат на директен удар, најчесто настануваат попречни фрактури. Тоа е механизмот на настанување на попречните фрактури, додека доколку настанат како резултат на паѓање, тогаш настануваат така наречени спирални фрактури, но постојат и авулзивни фрактури, тие настануваат на краевите на коските како резултат на силна мускулна контракција или движење, и тој фрагмент го нарекуваме абрис или авулзивен фрагмент. Доколку силата на ударот или повредата е многу интензивна, може ли коската да биде здробена? Да, секако. Значи, како што кажавте, механизмот на повреда кај здробените фрактури е со така наречено згмечување. Значи, на поголема површина настанува згмечување на коската и тоа најчесто се сретнува кај сообраќајните незгоди, кога имаме компресија на самата коска, или пак паѓање од голема висина. Значи, тогаш станува збор за една покомплексна фрактура, кога има повеќе фрагменти, значи повеќе од 2 фрагменти, може да има и многу ситни фрагменти, и таа е многу комплексна за лекување како фрактура. Така да, во таа смисла, значи, едноставните фрактури значат дека постојат 2 фрагменти. Значи, најчесто кога се работи за долгите коски кои највеќе се изложени на повреди, на трауми, кај простите фрактури или едноставни фрактури постојат 2 фрагменти. И проста фрактура значи дека не постои дислокација помеѓу фрагментите или постои минимална дислокација, така да тие дислокација значи изместување, така изместување, на коската. Да. Значи фрагментите не се изместени, туку си ја сочувале својата должина, акса се нарекува тоа, така да тие се многу лесни за целување, не мора да се интервенира дополнително и за дијагностика исто така. Така, некогаш скршеницата може да биде отворена, да биде видлива, но понекогаш повредата е под кожата и таа е невидлива. Во тој случај, кога е невидлива, кои се симптомите кои што укажуваат на фрактура? Така. Прво, имаме анамнеза дека пациентот добил некаква повреда. Така. Понатаму следува физикалниот преглед. На тој физикален преглед постојат сигурни и несигурни знаци дека постои фрактура. Во сигурните знаци спаѓаат патолошка подвижност, значи подвижност во предел на коската, каде што не би требало да ја има таа подвижност. Понатаму еден феномен на крепитација, односно крцкање на коската и деформитет по надолжната оска на коската. Додека несигурни знаци дека постои фрактура, тоа се нели болката, тоа е субјективен симптом. Понатаму оток имаме заради реакција на околните меки ткива, оток, промена на бојата на кожата заради излевање на крварење, значи заради излевање на хематом, и оштетена функција, значи функцијата во тој дел од коската или од телото е делумно или потполно оштетена. Кога пациентот ќе биде повреден и се сомнева на скршеница на раката или ногата, веднаш се упатува на лекар, оттаму па го препраќаат да направи одредени снимки, радиолошки, обично рентгенска снимка се прави. Дали рентгенската снимка овозможува сигурна дијагноза кога станува збор за кршениците на рацете и на нозете? Најчесто се започнува, значи секој преглед на радиологија, кога станува збор за фрактури, се започнува со конвенционални рентген, стандардни рентген графии, а тоа се секогаш во 2 проекции, значи во антеропостериорна, односно предно-задна проекција и странична проекција. Значи тоа се 2 снимки што ги правите секогаш? Тоа се 2 секогаш. снимки што се прават и што се облигаторни, значи обавезни да се направат, задолжителни. Додека доколку постои, например, сомнение, например, кај фрактури на ребра. Конкретно, кога постојат фрактури на ребра, во тие 2 правца може би да не се видат фрактурите, тогаш радиологот може да бара да се направат полукоси графии
за да посложени снимања, за да се дојде до прецизна дијагноза. Сизено што ја прекинувам, кога станува збор за коските на екстремитетите, овие две снимки ќе ви овозможат точен увид во состојбата на коската, на повредата? Доколку се работи за, како што кажав, едноставни фрактури или фрактури кои може би 2-3 фрагментарни, тогаш е доволна, да речам, конвенционалната радиологија. Меѓутоа, кога се работи за покомплексни фрактури, посебно кога тие фрактури треба да се решаваат хирушки, значи кога на клиничкиот лекар бара да се направат дополнителни, да се види состојбата на фрагментите, нивниот сооднос, тогаш се прават пософистицирани имиджинг методи. Најчесто се користи компјутеризираната томографија, бидејќи може да се направат тродимензионални реконструкции, значи кои многу ќе му помогнат на операторот во тек на самата операција. Хирушката интервенција. Може ли повредите, пукнатините или пак скршениците да бидат толку ситни што би биле видливи, да речеме, само под лупа? Ке можете ли да видите таква мала повреда? Малите, тие се нарекуваат окултни, значи скриени скршеници. Најчесто може да не се видат на конвенционалниот радиограм. Таква една фрактура е кај навикуларната коска. Например, таа е во предел на раката под рачниот зглоб, првата коска. Ова тука? Да. Значи, најчесто, например, имаме податок за траума, меѓутоа на радиограмот не се приметува дека постои овај прекин на континуитетот на коската. И се советува најчесто после 7 дена да се повтори таа графија. Меѓутоа, исто така, за да се види контузијата на коската, значи некогаш не можеме да ја видиме фрактурната или фисурната линија, тоа кога се работи за мали, значи фисури, големите фрактури каде што постојат дислокации, секогаш се гледаат. Тогаш се препорачува да се направи и магнетна резонанца каде што со сигурност ќе се види таа контузија, односно едемот на самата коска. Така да, како дополнителна имиджинг метода, секогаш се препорачува и магнетната резонанца во такви случаи. Така, зошто се советува рентгенската снимка да се направи непосредно по повредата? Што побрзо вела, толку подобро? Така. Побрзо, затоа што доколку побрзо се дојде до дијагноза, побрзо и ќе се спроведе потребната терапија. Доколку се чека, значи може да настане прво пациентите што се со фрактура имаат таква јака болка што невозможно е дури да се чека. Да кажам, пациентот не може да си ја врши нормалната функција, не може да се движи, чувствува болка, оток, така да секогаш прво се прави радиолошката дијагноза за да се види понатаму како да се третира таа фрактура. Значи во кој правец да оди. Некогаш е потребно да се направи репозиција мануелна. Значи после мануелната репозиција, значи коските да се доведат во колку што е можно подобра анатомска положба, да имат допирната површина, која е многу важна за да може самата коска да се санира, значи да почне тој процес на зацелување на коските. Тоа се прави уште една снимка од кога ќе се наместат коските? Да, контролна графија се прави, ако се прави репозиција, контролна графија за да се види дали постои, дали е тоа успешно направено, дали аксата е правилна или пак треба да се пристапи кон друг начин на лекување на. Но доколку не било направено снимањето непосредно по повредата, туку се причекало неколку дена. Дали тогаш ќе се види фрактурата или пак ќе се види само зараснувањето на коските? Понекогаш и деформитетот од лошото зараснување. Ќе се види, да. Вака сега, првите денови, ако да речеме, тука е многу важен временскиот диапазон. Ако првите денови после повредата се направи радиолошко исследување, секако ќе се види фрактурата, да. Меѓутоа, ако се направи малку подоцна, може да се види и почетниот процес на зацелување на фрактурите, каде што веќе имаме
буење на коскените структури, односно може да се види еден мостен периостален калус каде што почнува да се формира, така да по тоа и ќе знаеме дали фрактурата е акутно настаната, свежо или веќе е поминато некое време. Значи тоа може да видите кога е всушност, да процените кога е настаната фрактурата. Колку време им е потребно на коските за да зараснат? Значи во зависност за која коска се работи. Значи коските на бутната коска, која е и најголемата коска во човековото тело, најспоро зацелува, значи е потребен подолг временски период, обично до 3 месеци, доколку не се искомплицира, нели, процесот ако тече како физиолошки. Скелетот на карлицата исто, плоснатите коски им треба подолго време за да зацелат. Најбрзо зацелуваат долгите коски на шаката. Значи на дланките, да, тие најбрзо зацелуваат, обично 3 до 4 недели. Понатаму клучната коска за 4 недели од прилика, коските на подколеницата и на рацете на подлактиците за некои 4 до 6 недели може да се очекува зацелување. Значи да се формира така наречено ткиво, кое се нарекува калус. Така. Доколку се работи за некоја сложена фрактура, може ли да се случи зараснувањето да не биде присутно дури 6 месеци по повредата? Може. Значи, затоа велам, значи може зацелувањето, пошто коската има способност за себе, значи за самообновување. Меѓутоа, за да започне тој процес, кој е еден комплексен процес, динамичен и сукцесивен процес, како на клеточно, така и на биохемиско ниво, треба да постојат определени услови. Услови се да имаат коските, значи фрактурираните фрагменти да се допираат. Значи да имаат допирна површина за да започне тој еден процес на формирање на ново коскено ткиво. Така да тој процес поминува низ неколку фази. Значи во почетокот се создава помек калус, значи почнува со хематом. Понатаму тој хематом се организира, враснуваат колагени влакна, во тие колагени влакна се депонира калциумот и на тој начин преку периосталната и ендосталната циркулација се формира новонастанатото коскено ткиво, кое во почетокот не е толку цврсто. Понатаму во понатамошната фаза, која е и последна фаза, се нарекува ремоделирање, значи на калусот, кога тој веќе добива во цврстина, значи се формираат коскените гредички, се воспоставува капиларната циркулација, така да веќе коската сметаме дека е заздравена. Во почетокот, значи после најчесто за заздравување на коската треба пациентот да определено време да биде да не ја движи. Значи екстремитетот, ако се работи за екстремитет, во имобилизација, така да се советува во текот на тој репаративен процес да се вклучат и суплементи, да се вклучи начинот на исхрана, малку да се моделира. Понатаму да тие навики, да речеме, ако пациентот претходно ги имал, да ги изостави за да дојде до побрзо зацелување на коската. Со контролните рентгенски снимки можете ли да процените кога коската целосно зараснала? Да. Можеме да процениме, затоа што некогаш, например, и пациентот ќе ни даде податок, кога, например, има преглед од друг тип, па нема да ја забележиме фрактурата, пациентот анамнестички ќе ни даде податок дека на тоа место претходно имал фрактура. Да речеме тоа ако поминала 1 година, тогаш може комплетно да не се види пукнатина, пукнатината каде што била претходно. На рентгенска снимка можете да процените кој пациент во минатот имал некаква фрактура на коските? Затоа велам, значи, во зависност од индивидуално е, некогаш може да се процени, значи во тој дел да се насети дека имал фрактура, заради распоредот на самите коскени гредички. Но не секогаш. Не секогаш, да. Кога веќе тој процес се одвивал физиолошки, значи исправно, тогаш може и да не се примети. Ова ве прашам бидејќи постои едно убедување дека коската која што била скршена и зараснала ќе биде послаба во однос на тоа што била порано.
Коската ќе биде во почетокот, да кажам, додека нели тоа ткиво што го нарекуваме ние калус не зацврсе доволно. Значи не ја добие својата физиолошките карактеристики за да може коската да си ја обавува својата функција како и пред настанување на фрактурата. Кај лицето што имало некаква фрактура на екстремитетите, а при тоа коската е остеопоротична. Колку често треба да се прават контролни рентгенски снимки за да се следи процесот на зараснување? Во секој случај треба да се прават почесто, бидејќи најчесто остеопоротичните фрактури и не се лекуваат конзервативно. Најчесто се лекуваат, ако настанале, зборувам на долгите коски. Значи, најчесто се лекуваат оперативно, бидејќи тој процес на долго лежење, обично нели се работи за постари особи, може да поспеши, значи да донесе да настанат компликации во смисла на заради долгото лежење, па така да најчесто се советува да не се чека да зацели таа коска природно, туку да се пристапи кон оперативно лекување на коската, за да се скрати и тоа време на лежење, на мирување и општи компликации на организмот. Така да тоа се препораките за остеопоротичните фрактури, додека пак фрактурите кои се јавуваат на пршленските тела кај остеопорозата, тие се од типот на компресивни фрактури. Што значи тоа компресивни? Компресивна фрактура значи намалување на диаметерот, значи висинскиот диаметер на коската. Значи таа е намалена во висина, најчесто Затоа и луѓето всушност жените обично кои што имаат остеопороза велат дека и загубиле дел од сопствената висина, дека се смалиле. Така. Всушност се намалуваат висината на пршлените. Така. Тоа значи компресија. Значи како нели тој висински промер се намалува и тоа може да биде не само на едно пршленско тело, туку на повеќе пршленски тела, настанува како резултат на повторувани микротрауми. И тие најчесто се следат, значи доколку не го загрозуваат рабетниот мозок. Значи може да настане дислокација кон позади, значи да направат компресија на рабетниот мозок и на нервите кои излегуваат од рабетниот мозок. Во тој случај се советува оперативно решавање на тие фрактури. Овие промени може да ги видите на обична рентгенска снимка? Остеопорозата ја гледаме. Значи остеопорозата е видлива. Да, така, таа е видлива. Значи коската е многу потранспарентна, спонгиозното ткиво е, коскените гредички се разредени, кортикалисот што ја обвиткува коската е многу истенчен, така да имаме параметри по кои можеме да кажеме дека се работи за остеопороза. Но овие микротрауми кои што се јавуваат на рентгенска снимка може да ги забележите? Вака, затоа се препорачува да речеме кога пациентот има определена симптоматологија невролошка, тогаш се препорачува да се направи магнетна резонанца. Така. На магнетната резонанца покрај тоа што ќе визуализираме фрактурата, компресивна фрактура, исто така можеме да утврдиме и во кој временски период настанала. Дали е акутна, значи свежо настаната фрактура или е од постар датум. Понекогаш при повреда од различен тип може да дојде до исчашување на зглобот. Дали чашувањето на зглобот може да го видите исто така на рентгенска снимка или е потребна некоја посложена радиодиагностика за да утврдите за каков проблем се работи? Така, исчашувањето или ние како медицински го нарекуваме луксацијата на зглобот може да се види на рентгенската слика, со тоа што се губи, значи таа анатомска поставеност помеѓу зглобните површини. Најчест зглоб кој е зафатен со луксациите е рамениот зглоб, така да може да видиме дека главата на хумерусот, односно на длактицата, е изместена во правец, да речеме напред, кон назад или кон дистално, така да можеме да ја видиме. Меѓутоа, некогаш не се работи за комплетна луксација, може да постојат суплуксации, значи зглобните површини делумно да се допираат. Меѓутоа, кога ќе настане една ваква повреда, секогаш е придружена и со повреда на
зглобни, значи на самиот зглобна капсула, на зглобната раскавица, на лигаментарниот апарат кој го сочинуваат самиот зглоб, така да за попрецизна диагностика на околните меки структури, најчесто после извршената репозиција се препорачува да се направи и магнетна резонанца. Дали рентгенското снимање што се прави непосредно по повредата, по фрактурата на коската, понекогаш може да биде проблематично поради болката што ја чувствува пациентот? Вака, кога се прават тие, да речеме, стандардни проекции, се настојува да не се манипулира со пациентот. Значи, како е наместен, така го сликаме. За да не се влоши да се влоши, да. Значи да не направиме дополнителна дислокација. Така да тоа се прилагодуваме спрема нели повредата, како ќе се снима, дали ќе се направат други проекции, дали кај децата на пример ќе се компарира со здравата страна кога станува збор за фрактури во детската возраст. Значи не се прават на исти начин рентгенските снимања кај децата и кај возрастните? На ист начин се слика, значи се ограничува полето, се прават предно-задни и странични проекции. Меѓутоа, некогаш во детската возраст, бидејќи не се сраснати епифизните јадра, и тука тоа се гледа на радиограмот како просветлување, значи исто како што се гледа и фрактурата, меѓутоа нели пошто бидејќи ја познаваме анатомијата, знаеме дека се работи за епифизни јадра, но кај децата многу често се случува една фрактура наречена епифизиолиза, значи оделување на епифизното јадро од самата значи диастаза, односно од коската. Да. Со делува. Со јадрото всушност коската расте, така? Така, да. Не се затворени значи зоните на раст и како резултат на тоа и коската во детската возраст може да расте во висина. И сега тоа се оделува, така? Да, при повреда. Да. При повреда може да настане оделување. И тогаш, например, може да бараме да се направи и компаративна графија, доколку е тоа не многу минимално, дека ако се сомневаме дека постои епифизиолиза, да направиме компарација и со здравата страна. Дали кај деца се прават рентгенски снимки само доколку постојат јасни знаци за фрактура или не? Да, кога постојат јасни знаци за фрактура, доколку постојат овие што ги набројав несигурни знаци, како што се оток, болка, промена на бојата на кожата може да настанале како резултат на повреда на меките ткива, се дава еден период кога може, например, ако се работи за долг екстремитет, да се стави имобилизација, па да се почека доколку тоа се повлече, да не се зрачи детенцето. Непотребно. Да. Децата постојано скокаат, трчаат, паѓаат, но не им се случуваат фрактурите толку често како на возрастните. Дали детските костки потешко се кршат? Да. Детските костки се поеластични. Посебно тоа се должи на обвивката на периосталната обвивка на коската. Така да и покрај таа активност на децата, нели, коските поретко се кршат за разлика од коските на возрастните. И доколку се скршат, значи постои една карактеристична фрактура во детската возраст, се нарекува фрактура како субпериостална, односно фрактура на зелено гранче. Значи како што се крши зеленото гранче, така се настанува, значи вака кога ќе пробаме, значи зеленото гранче да го превиткаме, значи горниот дел нема да се прекине континуитетот на горниот дел. И на тој начин се крши и коската на екстремитетите на кај децата. Затоа е таа специфична, значи подпериостот, субпериостална фрактура од типот на зелено гранче. Така, и ова е интересно да се знае. Кога ќе се јави фрактура на коска, многу често страдаат и околните меките ткива. Лигаментите, мускулите, може да се одели дури и раскавицата од зглобовите. На каков начин може да процените дали дошло и до ваков тип на повреда кога веќе има скршеница на коската?
Па тоа зависи од анатомската локализација, да кажеме, на фрактурата. Доколку фрактурата е екстраартикуларна, односно доколку не го зафаќа зглобниот простор, тогаш таа фрактура не очекуваме да направи проблем со раскавицата. Да, со раскавицата. Меѓутоа, доколку фрактурата е во близина на зглобот, значи или го зафаќа зглобот, значи е интраартикуларна, тогаш очекуваме дека и зглобната раскавица ќе биде повредена, како и околните меки ткива, лигаментите, тетивите и така натаму. Во тој случај се препорачува да се направи магнетна резонанца за да се евалуираат овие промени на дали постои руптура на лигаментите, дали е таа потполна, делумна, дали постои излив во зглобната капсула и така натаму. Значи магнетната резонанца во овој случај е златен стандард? Да, во тој случај е златен стандард. А што е со ехографијата, односно ултразвучниот преглед? Дали може со ехо преглед да процените каква е состојбата на лигаментот или пак на зглобот, значи, на раскавицата? Значи, таа исто лесно апликабилна метода и се користи во дијагностика на меките ткива. Најчесто се користи за дијагностика кога има, например, руптура на мускул. Да се процени, значи, колкаво е излевањето на крв, односно големината на хематомот, а исто така се гледа и тој расцеп на мускулните влакна, може да се види на А повреда на менискус, да речеме, некои такви посложени? На лигаментите може да се види, посебно на рамениот појас, значи дури може со ултрасонографијата да се види и луксација. Значи во тие зглобови кои се подостапни, нели, како што се рамото, како што се коленото, може да се видат определени повреди на лигаментите и тетивите или воспаленија нивни, исто така може да се проследуваат со ултразвукот. Меѓутоа, најчесто се користи за определување на кога имаме руптура на мускулните влакна, кога настанува прекин на континуитетот на мускулите како резултат на повреда. А компјутеризираната томографија би дала некаков одговор кога станува збор за скршеници, повреди на меки ткива? Секако, да, секако. Значи, компјутеризираната томографија е исто така златен стандард. Посебно, компјутеризираната томографија се прави кога станува збор за пациент кој е со политраума. Што значи повеќе повреди? Политраума по дефиниција значи повреда на два органи или органски системи, од кој едниот животно го загрозува пациентот. Значи тоа е по дефиниција политраумата. Така да со политрауматизираните пациенти постои посебен протокол, алгоритми, скорови како со него се пристапува од самиот момент на транспорт, нели, па до моментот кога ќе дојде за дијагноза и тогаш се прави снимање на целото тело, значи од главата, од черепот до екстремитетите, целиот аксијален скелет и апендикуларен колку може да се фати. Апендикуларен значи од нозете и рацете. Со тоа што посебно се прави снимање на мозокот, бидејќи може да не постои линеарна фрактура на краниумот, значи на черепот, а да има повреди во мозокот. Така да посебно се изведува компјутеризирана томографија на мозок за да се процени дали има внатрешно карварење, дали е тоа во паренхимот на мозокот или помеѓу неговите обвивки, и понатаму се пристапува до анализа на сите делови од целиот коскен систем се анализира. Тоа треба да биде брзо, ургентно, значи колку што побрзо се дојде до дијагноза, толку побрзо нели се пристапува кон адекватното лекување. Кога правиме таков спирално снимање кај политрауматизираните пациенти, исто така ги анализираме и внатрешните органи. Најчесто тоа е нативно снимање, не се дава контраст, за да дојдеме до брза дијагноза. Значи се анализираат и белите дробови, дали постои лацерација, односно раскинување на внатрешните паренхимни органи, дали постои руптури на слезинката, на црниот дроб, дали постои излевање на течност во абдоминалната, во стомачната шуплина, така да сите тие параметри мора брзо да се видат, да се одговорат за да понатаму пациентот, нели, пошто политраумата е животно загрозувачка состојба.
Кога станува збор за фрактурите, понекога се прават оперативни зафати и се ставаат штрафови, плочки и слично. Какви потоа радиодиагностички процедури треба да се направат за да се следи состојбата на пациентот? Значи, нели, откако ќе се направи остеосинтеза, се вели тоа, значи фрактурираните фрагменти тогаш се доведуваат во една идеална репозиција, значи анатомска репозиција, и со тоа се поспешува, значи начинот на заразнување на коската се одвива на еден друг начин. Таа се вика ангиогена осификација, и директно имаме врзнување на, бидејќи се постигнува една интерфрагментарна компресија, се постигнува една идеална репозиција, аксата се обезбедува, значи и времето на санација на фрактурите со остеосинтетски материјал е многу пократка и може пациентот побрзо да си почне со активностите. Се прават како за време на самата операција, значи се прават, операторот и бара да се прават проекции за време на самата операција, така и секако задолжително после направената репозиција со остеосинтетски материјал се прават радиограми на кои нели ќе се визуализира како е направена таа, дали е успешна таа репозиција и така натаму, понатаму и се следи, се прават контроли за да се види зацелувањето на коската, во кој правец оди, дали оди во добар посекуваниот правец. Да, така. Дали може тој пациент да се снима со магнетна резонанца, кога во себе има плочки, штраф, некаква шипка и слично? Бидејќи знаеме дека магнетната резонанца представува понекогаш проблем за лицата кои што имаат некакви метални структури. Така, доколку се метални структурите, да. Значи тоа е контраиндикација за правење на магнетна резонанца, меѓутоа во последните години се повеќе остеосинтетскиот материјал е изработен од титаниум кој може да се внесе во материјал кој дозволува правење на испитување со магнетна резонанца. Така да најчесто и пациентот ако е веќе оперативно некаде третиран и немаме податок, најчесто бараме пациентот да се јави во хируршката установа каде што е опериран, да ни доставим белешка. Обично после секоја операција се дава белешка на пациентот да се нотира тоа дали може пациентот понатаму во животот да биде ставен во магнетно поле или не. Така да тоа е во зависност значи од материјалот од кој што се изработени овие импланти или како и да се нарекуваат. И моето последно прашање за денеска се однесува за лицата кои што имаат остеопороза, како што настанала некаква фрактура на коските. И можеби некогаш во тој момент и прв пат ќе дознаат дека се соочуваат со таков проблем. Дали кај сите нив е потоа потребно да се направи мерење на густината на коските? Па вака сега тука може да направиме една дистинкција, едно разграничување. Значи, остеодезинтометријата како метода се користи како скрининг, односно превентивен тест. Значи, пред да настанат фрактурите. За да се види ризикот, значи прво да се процени дали постои остеопороза, да се види степенот на остеопороза и да се процени ризикот од настанување на остеопоротични скршеници. Значи, се мери скорот. Дали се работи за поголем степен на остеопороза или помал степен на остеопороза. Меѓутоа, веќе кога ќе настанат фрактурите, веќе остеодезинтометријата не е метода на избор за диагностицирање на... Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам за бројните појаснувања со оваа тема, бидејќи фрактурите, скршениците, пукнатините на коските воопшто не се ретка состојба и убаво е да бидеме информирани кои се чекорите во процесот на диагностиката. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, денешна гостинка во Телма амбуланта беше доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Ова беше уште една Телма амбуланта реализирана во соработка со оваа болница. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и ви посакувам пријатен ден.